Пламеницата не го одмина и тутунот. Дождот и топлото време создадоа одлучни услови за развој на оваа болест, која во периодот ги зафати виновата лоза и другите култури. Експертите советуваат тутунопроизводителите да го заштитат родот и бербата. На терен веќе е приметена масовна појава на пламеница на тутунот, кој што настанува како резултат на промена на времето. Значи, пламеницата на тутунот, како и кај сите други пламеници, кај виновата лоза и да не набројувам, кај другите култури на отворено, настануваат како резултат на влага. Еве, сведоци сме често пати, скоро секој ден, имаме сонце, дожд. Идеални услови за појава на пламеницата кај еве на тутунот. Затоа тутунарите да не чекат да се појави пламеница па да интервенират, него напротив, моја препорака, мој совет е да се предвреме заштита, додека вакво е променливо време, со употреба на системичен фунгицид против пламеница. Значи, било кој системичен фунгицид против пламеница и нормално може да дојде во прилог и некој инсектицид против листа вошка, запак од друга страна да не дојде до појава на листа вошка, кој што ќе предизвика појава на лепливост и поцрнување на листовите и уништување на тутун. Инаку годинава е зголемен интересот за производство на тутун во Струмичко. За разлика од лани, кога биле пополнети околу 2600 евидентни листови, годинава за производство на тутун се пријавиле 2750 тутунопроизводители. Освен бројот на евидентни листови, зголемување има и на површините кои ќе бидат засадени со тутун. Од Сдруженијето на тутунопроизводители Басмак велат дека годинава со оваа култура се очекува да бидат засадени околу 130 хектари, за разлика од минатогодишните 90. Инаку нема регистрирано некоја значителна бројка на нови производители, но затоа пак старите го зголемиле просекот на планираните површини од 3 на 5 декари по евидентен лист. Добрата откупна цена од последната сезона и зголемените субвенции биле главна причина за овој позитивен тренд.